На тема култура разговараме во продолжение на една преубава соработка. Велат кога ќе се спојат две уметнички души, тогаш производот мора да биде нешто совршено. Во продолжение разговараме со Снежана Илиевска, академски сликар, и Стефан Хаџиниколов, исто така академски сликар, но изложувач заедно во изложбата и двајцата. Така, со здружени сили во заеднички победи. Може така. Ќе дадеме предност на жената, се разбира. Снежана, по долго време вашиот талент од секогаш за уметноста имате можност да го представите. Не само на платното, туку и како изложувач. Што за вас представува можноста за соработката со Стефан и воопшто за можноста за една ваша изложба? Па видете, јас подолго време се занимавам со сликарството од млади години. Ова ми е втора изложба, значи првата беше хуманитарна во домот Кисела вода за аутистични деца. Така. И подолго време не можев да се одлучам кога ќе ја направам, како. Добив поддршка од мојот драгоцен другар, да го наречам Стефан. Стефан Хаџиниколов, кој што има безброј уметнички дела. Да. И мала поправка, тој е академски сликар, јас не сум. Значи, јас сликам од хоби. Добро. И така се одлучив, после толку време, на толку направени дела, редно беше, нели, да ги изложам, да ги запознам пријателите, луѓето со она што го створам. Со вашата работа. Да. Оно што е интересно е дека во последните години истражувате на интернет и сте се пронашле во техниката сликање на стакло, директно од туба. Така. Која е разликата? Разликата е малку голема, сега ќе ви објаснам. Значи, јас посетував во младите денови. Ќе има можност да ги видиме фотографиите додека зборуваме. Например, во Кора на времето, Кочо Рацин, таму одев на курс и таму работев техника масло на платно. Потоа продолжив со приватни часови кај академскиот сликар Ѓоко Матевски, за да потоа направам подолга пауза, оформував семејство во тоа време. Па нормално да се реализирате себе. И така, и потоа почнав, меѓутоа се нели со интернет, со овие нови сознанија, новитети во уметноста, во сликарството, ме заинтересира сликањето на стакло. И почнав да сликам, и тоа е, како што реков, значи изискува малце повеќе прецизност. Значи, затоа што се работи директно од туба. Четкам многу малку. Тоа обично се користи за во позадина. Така, меѓутоа, повеќе од делата се директно правени од туба. Значи, не смее, смее, меѓутоа не е пожелно да се сгреши. Така. Кога станува збор за инспирација, со оглед на тоа дека видовме делот сликите, што може да кажете? Што била инспирацијата? Инспирација, во зависност од расположението, нели секој пат. Например, број 1 инспирација за мене се сончогледите. Например, таму каде што имам викендишка во Дојран, кукичката ми е нацртана целата на зид со сончогледи. Преубава е, штета што нема, тука немаме фотографија да видиме. Добро, за следна прилика. Булките ги сакам. С природата. Да, природата. Флората, фауна, нели? Да. Животинчиња, инсекти, си извинам. Да, ако. Стефан, со оглед на тоа дека вие сте академски сликар, до сега имате безброј ваши дела и се обично сликарите се, може да кажем, себични и не сакаат да го споделуваат своето искуство, знаење, ниту да го делат просторот. Тоа е некако нивен простор, но вие дадовте дел од вашиот простор и заедно учествувавте. Па, затоа викаме соработка, беше на блиска пријателка, чие творештво го ценам, таа подолго време работи и со висок квалитет на тоа што ќе го изработи. Како да кажам, ова ми и мене, би рекол, може би втора изложба
заедничка со некого. Ја не би ја нарекол изложба, ја би го нарекол изложба на Снежана Илиевска, моје представување, затоа што за изложба ја се подготвувам година дена, а овој пат не се подготвува година дена, него 10 дена собрав дела што веќе ги имав од студиото. Направив еден избор, акцентот да биде на изложбата на Снежана, ја да бидам како гостин, иако немам малку дела, 20 дела имам, немам малко, јас тамо, Жана има 25, незините се помали. И така лесно дојде таа соработка, изложбата е во Кафе Ли. И може да се купат, веројатно, па да, ако некој сака, ќе контактира со авторот. Така, и си контактира со авторот. Да, за вашето долгогодишно искуство, што ќе кажете и за модерното време, со оглед на тоа дека зборовме за модерни техники сега директно од туба на стакло? Да, ја таа техника не сум ја работел, ја во главно работам масло на платно или некоја комбинирана техника. Традиционално. Да, традиционални техники. И сум имал преку 80 самостојни изложби, така да имам големо искуство во изложувањето, во правењето на изложби, значи просечно за некој 40 годишно творештво сум правил просечно по 2 годишно, некоја година и по 6-7 изложби, некоја година немало ни една. Така да со новите техники не сум ја многу запознаен, никогаш не сум работел на стакло, можда е љубопитно некојаш да се обидам и ја нешто да направам. Може би, да, па добро, модерно време некако... Добро се истражува, да. Едноставно, има простор за истражување и за новитети. Значи, можам оправдано да ве прашам во делот на културата, во делот како нас, граѓани, во делот на културата, на сликарството, на познавањето на автори, на следење на таа дејност. Може, еве да се вклучиме и двајцата да ве вклучам во истото. Негуваме како народ една традиција да почитуваме наши домашни автори, сликари? Па јас да кажам со еден збор, генерално не. Значи, посетеност на галериски простори не е голема, значи само на отварањето има малце повеќе луѓе, ако е попознат сликар, ќе, еве да кажеме, дојдат меѓу 200 и 300 посетители на отварањето, а потоа дневно меѓу 10 и 15. Што значи изложбата ќе ја видат, еве да кажеме, на можеби не сликар што собира најмногу, има сликари кои се попопуларни, собираат многу публика и так, може да дојат и неколку стотини, па може би 1000 посетители на низу, али тоа е најмногу на отварањето и после тоа посети не баш многу. Значи... Може би треба да се... Вие го делите истото мислење? Така забележав. Па не знам, Стефан има повеќе искуство. Па добре, вие како како љубител на уметноста. Да, како љубител одам. Меѓутоа што вели Стефан, одиме на отварање и потоа се повлекуваме. Да. Ќе видиме тоа што има изложено, макар да нели изложбите траат, да речеме, еве нашава ќе биде месец дена. И сега баш и мене ме интересира дали ќе има посетители. Да, и убаво е да се слушне дали дека едноставно се негува тој вид на уметност повеќе кај нас. Треба малку повеќе да зборуваме, да имат простор сликарите, нашите домашни. Па добро, можда тоа и од образованието иде, ја не знам колку имаат ликовно образование сегашните... Па не само тоа, туку мислиме дека тоа домашна култура, ако се согласувате. Така е. Да. Еве вчера, например, добивме информација дека на 3 места има изложби големи. Во исто време? Да, во исто време. Јас не разбрав, бидејќи пречекував гости, меѓутоа имало 3 изложби. Ја не знам кај беа, не знам. Добро, ако не е важно, сакам да кажам дека е добро, дека убаво е. Така, убаво е да слушаме такви работи. Да. Дали значи дека ќе соработувате повторно? Зошто да не? Ние сме си во Дојран пријателчи. Еве готово, може и во Дојран, може да. Ви благодарам. Благодарам што дојдовте. Посакувам да ги поместите границите. Еве изложени сте во Кафуле, место во кое што постојано веројатно има и помлади генерации, повозрастни, чисто да испијат кафе, па тоа што ќе го видат ќе ги помести можеби границите повеќе да се цени сликата. Да. Ви благодарам. Благодарам и јас. Благодарам и на вас.